Во Македонија има двојно помалку пожарникари од законски пропишаното. Само 400, иако потребни се минимум 800 или по еден пожарникар на секој 1500 жители. Освен недостигот на кадри, државата нема национален тренинг центар за обука, а опремата е застарена и неунифицирана. Општините не можат сами да се справуваат со пожари, посебно со сложени интервенции. Распишуваат конкурс за човек кој што ќе работи во пожарната. И се јавуваат 4-5, они избираат еден, другите пријавени се жалат, затоа што нема основ по кој ќе го изберете тој да ви биде во пожарникарната единица. Во моментов министерствата и државните институции работат на промена на постојните нормативи во вид на закони и правилници за работа со кои ќе се воведат построги и повисоки стандарди за заштита и безбедност за сите кои сакаат да работат со угостителска дејност. Изминатите неколку години сме сведоци на големи трагедии кои се предизвикани токму од недостатокот на спроведување на стандарди за безбедност и заштита од пожари. Овие трагедии беа резултат на законски нормативи полни со недоречености. Оваа конференција ги обединува луѓето од сите сектори, инженери, архитекти, проектанти, пожарникари, државни институции и поширока јавност со една заедничка цел: да се зајакне свеста на значењето на примената и стандардите што ги одржуваат луѓето и имотот безбедни и придонесот што го стандардите го имаат во развојот и унапредувањето на системите за противпожарна заштита. На конференцијата на Институтот за стандардизација и Техничкиот комитет се зборуваше и за ризиците од новите технологии како фотоволтаиците кои, ако се неправилно инсталирани, можат да предизвикаат пожари. Иако фотоволтаиците се генерално безбедни, недостатоци во дизајнот, грешките во инсталацијата и дефектите на компонентите може да доведат до пожари, честопати вклучувајќи електрични иски или жаришта. Погодени на институционално игнорирање, иницијативите за системски промени доаѓаат со задоцнување, но и со очекување. Без применети стандарди, без координација и одговорност, ризиците остануваат, а последиците ги трпат граѓаните.